И годинава по повод патрониот празник на градот Кочани Петровден, општина Кочани во соработка со Центарот за култура Бели Мугри подготвува богата програма со која низ музички концерти и културни манифестации ќе го одбележи празникот на градот. Представници од општина Кочани, директорката на Центарот за култура Бели Мугри, денеска одржаа пресконференција на која ги објавија планираните содржини кои ќе се одржат од 5 до 12 јули. За музичките и културните настани на денешната пресконференција зборуваше директорката на Центарот за култура Бели Мугри, Кристина Атанасова Арсова. На 5.7.2017 во 20 часот и 30 минути ќе имаме промоција на поемата Еригон од Александар Куклев. Иако ова звучи нели дека не е музички дел, меѓутоа ќе биде придружуван со виолина, секако и со танчерка. На 6.7. веќе имаме концерт на групата 4.21 Мјау и Шекспир, тоа се групи од Кочани. На 7.7. исто така концерт на групите Криптон, А Позитив и Игуана, исто така кочански групи. На 8.7. концерт на Гиши Гурухаре. На 9.7. имаме концерти на изворни оркестри од општина Кочани, општина Виница и општина Зрновци. И 10.7. имаме концерт на Нети Фейтли. Исто така богато музичко доживување ќе приредиме на нашите, го заборавив Тони Китановски на 11. Во програмата за одбележување на Петровден општина Кочани го вклучува традиционалниот влашки етно фестивал на Петровден Сите на планина, што ќе се одржи во сабота на 8 јули на Пониква. Од 7 до 11 јули во Кочани ќе се одржи младинската ликовна колонија Свети Пантелеймон, а изработените дела ќе бидат изложени на 11 јули во фојето на Центарот за култура Бели Мугри. Секоја година општина Кочани ја поддржува влашката средба, настан кој што се случува на Осоговските планини, на Пониква, на Петровден Сите на планина, го организира влашката група Грамостеан, а општината го поддржува со материјална поддршка и секако со поддршка во самата организација. Значи, влашката средба оваа година ќе се случува на 8 во сабота од 11 часот. Оваа година, значи, ликовната колонија Свети Пантелеймон се одржува од 7 до 11 јули. Овде во Кочани ќе се одржи, ќе се слика на кеот на Кочанска река. Имаме 12 учесници на ликовната колонија и ликовна изложба од делата од ликовната колонија на 11 јули во 11 часот во Домот на културата. Понатаму на 11 јули ја имаме вообичаената духовна академија која што ја организира општина Кочани со настап на црковни хорови, и тоа црковниот хор Прилесновскиот манастир, женскиот црковен хор Свети Лидија Македонска, црковниот хор Свети Климент Охридски од Штип и црковниот хор од Радовиш Свети Дамаскин. Венцо Бојков, раководител на одделението за општи и правни работи во општина Кочани, додаде дека на 10 јули на Пладне ќе биде поставен и камен темелник на пречистителната станица за отпадни води во селото Мојанци. На 10 јули со почеток во 12 часот е планирано, односно предвидено поставување на камен темелник на пречистителната станица за отпадни води во близината на село Мојанци, општина Кочани. На самиот ден Петровден со почеток во 8 часот во црковниот храм Свети Великомачини Георги ќе се одржи свечена божествена литургија. Со почеток во 10:15 часот во Паркот на Револуцијата ќе се одржи, ќе има настап фолклорниот ансамбл Кочани. Во 10:30 часот Литија и кршење на Петровденски колач, исто така во Паркот на Револуцијата. Одбележувањето ќе заврши на 12 јули, за кога е планирано да се одржи свечена седница на Советот на општина Кочани, на која ќе бидат доделени двете општински награди.